Македонија со економски бум, со развиена инфраструктура, квалитетно образование, достапно здравство, со силна поддршка за најранливите и најсиромашните категории на граѓани. Македонија налег на Шведска. Вака изгледаше промовираната владина програма 2022-2024 и дојде крајот на мандатот на владината гарнитура, а од ветената програма што требаше на граѓаните на Македонија да им овозможи шведски живот, има нула реализација. Од ветувањето за забрзано градење на коридорите 8 и 10 и на останатите автопатишта, ништо. Европа е далеку, ама и Охрид остана долга дестинација за граѓаните. Залудно беше дел од владината програма, а уште помалку значи и тоа што премиерот даде ветување. Стани благо е да те видат сите. Дајте му поддршка затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Ветено неостварено не е само со економијата и инфраструктурата, ниту ветувањето од брда и долини за пензионерите не се исполнија, ниту граѓаните имаат повисок животен стандард. Пензионерите беа на улица со месеци за повисоки пензии, но попусто. Одговорно тврдиме дека ќе продолжи континуираната исплата на платите, пензиите и социјалната помош. Дополнително, тие ќе растат, приватниот сектор и најпогодените дејности и области и понатаму ќе бидат финансиски поддржани. Образованието требаше да не биде дигитализирано и усовршено по европски трг, ама учениците цела година кубуреа со учебници па ги добија на последниот училишен час. Владата мислела и на возрастните без образование, но само мислела, а не направи никакви законски измени ниту реформи. Во наредниот период продолжуваме со подготовката на нов закон за средно и средно-стручно образование, како и на нов закон за младенски стандард. Со иден фокус на нов закон за образование за возрастни, потврдуваме дека развојот на неформалното образование за возрастните останува приоритет за оваа влада. Здравствениот систем требаше да изгледа како во Луксембург, барем по ветеното, но наместо тоа, здравството е во тотален колапс. Смртноста на новороденчињата не е намалена, ниту се изградени нови болници, ниту проширени дневни центри. Исто така владата со ништо не ги стимулираше докторите и медицинските сестри да останат дома, наместо да си го бараат чарето во Европа. За медицинарите во Македонија, освен огромна листа на ветени желби, нема ништо друго. Главните ветувања беа борба против корупцијата и создавање правна држава. Нема извештај во државава во кој не се посочува дека корупцијата е најголем проблем. Црната листа на САД само се проширува, сите алармираат, но никој не реагира. Власта ќе се обрати до Европската комисија со барање да се обезбеди тим од независни експерти кои ќе извршат меѓународен мониторинг на процеси за кои постојат сомневања дека врз нив бил извршено политичко влијание, како што се Монструм, Алфа, Диво населје, Малиот, Алмир и други. 72 страници полни советувања, од почист воздух до полни џебови. Наместо тоа, 2 изгубени години за владата и речиси убиена доверба кај граѓаните, кои ќе мора да почекаат некоја идна влада да го исполни тоа што ќе им го вети во изборната програма.